Здраво на сите! Ова се мои рецепти и денес ќе правиме тестенини со песто од домати сушени на сонце. Овде во мои рецепти веќе ви представивме неколку рецепти за песто, а еве едно песто со црвена боја. Наместо да ставиме зелена билка, овде ставаме домати сушени на сонце. Во комбинација со тестенини, ќе уживате да го правите ова јадење во секое време од годината. Да започнеме со состојките. Ќе ви треба убав грст домати сушени на сонце или суви домати, 1 грст ореви, 50 грама пармезан, 2 чешниња лук, 150 грама тестенини со форма на школки, 200 мл маслиново масло и сол и бибер. За овој рецепт можете да искористите домати сушени на сонце или, за да заштедите, одберете суви домати кои лесно можете да ги најдете во продавница. Овде ја користиме втората опција и сувите домати ќе ги ставиме во топла вода за да ги рехидрираме и да ги вратиме во живот. Земете 2 чешниња лук, притиснете ги и извадете им ги лушпите. Не треба да ги сечкате, затоа што подоцна тоа ќе го стори блендерот. Изрендајте околу 50 грама пармезан или пекарино сирење. Дел од сирењето ќе го искористиме за пестото, а дел за декорирањето подоцна. Време е за песто. Земете тесен пластичен сад и во него ставете ги сите состојки. Прво доматите, тие се главна состојка. Потоа уфрлете ги и лукот, пармезанот, оревите, солта и биберот. Прелите ги со маслиново масло и изблендирајте. Блендирајте околу 1 до 2 минути или додека да добиете густа црвена смеса со вкус на домати. Загрејте малку вода и во неа ставете сол и маслиново масло. Можете да искористите било каков вид тестенини, но овде користиме тестенини со форма на школки кои убаво ќе го задржат пестото подоцна кога ќе ги измешаме заедно. Кога ќе ги исцедите тестенините, ставете ги во тава и почнете да ги мешате со пестото. Ставете обилна количина и добро промешајте. Време е за сервирање. Со лажица ставете тестенини со песто на средината од чинијата. 2 полни лажици би требало да се доволно. Околу јадењето расфрлајте малку домати и ореви, а потоа испрскајте малку рендан пармезан од озгора. Чувајте го во фрижидер за друго јадење или намачкајте го на потпечен леб за лесен ручек. Пестото е одлична состојка да се има прирака во фрижидер. И не заборавај, на сите ни е потребна идеја во кујната. Затоа биди вистински пријатели, сподели!